Палењето огнови на отворено е законски забрането, но и честа појава. Најчесто тоа е последица на несоодветноста на одредени граѓани, но во некој случај и единствен начин за затоплување во студените зимски денови на нашите саграѓани кои што немаат соодветно живеалиште. Горењето пластика, гуми, кабли, неквалитетни дрва и палењето на дивите депони влијаат во загадувањето на воздухот. Статистиката покажува дека грејењето на дрво учествува во третина од загадувањето на воздухот, а најотровни се состојките кои се испуштаат од отворените огнови. За таа цел, мешани тимови и оваа година ќе работат секој ден 24 часа за борба против огновите на отворено. Граѓаните активно може да ги пријавуваат сите случаи на палење огнови на отворениот број во кол центарот на 193. Апелираме до сите граѓани, наместо пријавувањето на Facebook или други социјални мрежи, времето е да го искористат сите случаи на огнови на отворено да ги пријават на телефонскиот број 193. На тој начин екипите ќе можат да интервенираат навремено, а со тоа да се спречат евентуалните опасности во здравјето и имотот на нашите сограѓани. Дежурните екипи ќе ги процесираат сите пријави, огновите ќе бидат изгаснати, а доколку постои потреба од згрижување на лица кои ги палат огновите, ќе интервенираме во координација со Центарот за социјални работи во градот Скопје. Затоа е важно брзо да се реагира на секоја појава на палење на огни на отворено. Минатата зима, во рамките на истата кампања, имаше вкупно 438 јавувања. Беше интервенирано на 334 огнови на отворено, а во 114 случаеви беше излезен и комуналниот инспекторат на градот. Одговорноста за решавањето на проблемот со огновите на отворено е заедничка за сите и затоа е неопходна активна соработка со граѓаните. Интензивно работиме на елиминирање на сите причинители на загадувањето на амбиенталниот воздух. Заедно може да придонесеме за побезбедносен и поздрав живот за сите граѓани во Скопје. Секој од нас има обврска да се вклучи во напорите за подобрување на животната средина. Благодарам. Инспекторатот на град Скопје со човечките ресурси со кои располага врши засилени контроли на територија на целиот град. Пронајдени се, казнети се повеќе прекршители на законот. Дежурствата се на така наречени црни точки што се во градот: Вардариште, Подкалето, Ѓорче, кај што имаме граѓаните се жалат на загадувањето. Пронајдени се дел од сторителите, казнети се, засилените контроли и во иднина продолжуваат. Во однос на казните во октомври 2018 година, во однос на 2017 година имаме зголемување во 100-120% во однос на изречени казни. Исто така тука имаме и голем број на опомени на граѓани, така што се надевам, односно сигурен сум дека во иднина засилениве контроли ќе дадат резултат.